се наоѓаме во општина Центар, поточно како што спомени ти, во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи. 190 години од неговото постоење ќе се одбележат наредната година на 24 мај. Спомените се уште исти. Јас навистина сум горда затоа што после многу години повторно сум на истото место каде што започна моето образование, токму тука во ова основно училиште, и верувајте ми дека чувството е навистина исто, ништо не е променато. Духот е ист, исти се луѓето, исти се насмевките на сите кои што ги познаваш одамна. На тема Свети Кирил и Методи и јубилеот кој што ќе го одбележи во основно училиште, зборуваме со директорката Сонја Киркова. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, прекрасно се чувствам утрово, посебно кога ќе ни дојдат вака на гости наши поранешни ученици. Навистина е посебно чувството, јас споменав и на почетокот, само што се потпиша во оваа прекрасна книга, 190 години посветена на Кирил и Методи. Деновиве се потпишуваат многу ученици. Многу познати личности завршија токму во училиште, кои што се особено значени за нашиот град, меѓутоа значени за нашата Македонија, затоа што ова основно училиште е најстаро во Скопје, меѓутоа и во Македонија. И во Македонија, точно. Од 1836 година. Приказната започнува во дворот на црквата Богородица во 1836 година. Има многу интересна приказна во училиште и посебно сме горди бидејќи во училиште бил учител токму Јордан Хаџи Константин Джинот. Тој бил и така наставата започнала да се учи на македонски јазик. Верувам и за вас е многу емотивно затоа што пред да се вклучиме ги разгледавме овие фотографии и некако се потсетуваме на оние убави времиња кои што треба да се негуваат, треба да се потсетуваме секогаш колку ни било убаво тука. Верувам дека и новите генерации живеат во истиот дух. Јас споменав дека чувството е исто. Училиштето е исто, исти се луѓето, исти се спомените, иста е ова просторија која што памтиме од некогаш. Какви се вашите чувства кога гледате вака убави пореки од поранешни ученици? Тоа чувство не може да се опише. Стварно, еве, кога зборувам, веќе се наежувам колку е убаво чувството и колку, кога ќе видам среќата на моите колешки, кои поодамна работат во училиште, не можам тоа да го објаснам со зборови. Многу интересни работи не се случуваат кога ќе дојдат да се потпишат бившите ученици, поранешните ученици, и исто така и книгата има емотивно име 190 приказни за Свети Кирил и Методи. Затоа би сакала, ако ми дозволите, да ги поканам сите наши поранешни ученици, сите наши соработници, сите што го чувствуваат Свети Кирил и Методи како свое училиште, да дојдат и да напишат една приказна која подоцна ќе ја ставиме и ќе испечатиме, ќе направиме книга од сите тие наши спомени. Исто така може и да се учествува и со некоја фотографија. Еве, како што може да забележите дека нашите поранешни ученици ни носат некои фотографии, имаме веќе и подготвен албум каде што ги ставаме тие фотографии. Спомените многу емоции раѓаат. Мислам дека фотографиите многу емоции можат да пренесат, иако нели велиме една слика или да зборови, така да и овие наши фотографии. Да. Од фотографиите, од учениците, од овие убави пореки ќе подготвите еден документарен филм. Ќе споминам зашто се работи и се разбира истиот ќе може премиерно да се погледне на 24 мај 2002 наредната година, кога го славите вашиот јубилеј 190 години постоење. Така е. Малце порано почнавме, меѓутоа знаете не се снимаат лесно документарци, многу работа ни престои. Веќе го подготвуваме, имаме контакт направено со поранешни ученици кои ќе бидат дел од документарниот филм. Повторно ќе кажам, апелирам сите што го чувствуваат Свети Кирил и Методи како свое училиште да не исконтактираат на нашата веб страна, на Facebook профилот, на Instagram. Присутни сме така да можат многу лесно, барем денеска во два. Иако постоиме многу одамна, меѓутоа можеме да ги користиме овие алатки што ги носи современото постоење, нели, да имаме лесен контакт преку Facebook и Instagram или на нашиот мејл што го има на веб страната, да не исконтактираат и да бидат дел од приказната. Да, социјалните медиуми овозможуваат полесна комуникација. Веруваме дека дел од доделинските наставници ќе бидат дел од овој документарен филм, оние кои што се во можност. Секако. Што велат тие? Дали се тие возбудени затоа што дете и тие имаат убави сеќавања од тој период? Знаете што сите сме возбудени. Значи цела оваа учебна година ние токму ја посветивме на овој јубилеј, бидејќи стварно можам да се пофалам и да се почувствувам горда и како привилегирана дека сум дел од ова училиште. Значи 190 години постоење
најстара во Македонија, тоа е голем предизвик, мислам, и многу голема енергија даваме и секој месец нешто смислуваме да го прославиме. И не знам, и што и да смислиме, што и да направиме, се навистина малку за ова се што го заслужува во училиште. Верувам дека ќе биде предизвик и за општина Центар, бидејќи вие сте училиште кое што е под општина Центар, ќе го споменам тука и градоначалникот Горан Герасимовски, кој што верувам дека и тој ќе биде дел од овој настан. Иако не е ваш ученик, меѓутоа дел од општината секако имаат завршено во ова основно училиште. Па да, имаат завршено, нашиот градоначалник не е дел од ова училиште, меѓутоа ете дел од Песталоци училиштето, таму завршил, меѓутоа нашиот секретар Ѓорги Трајчев е ученик на ова училиште. И со голема возбуда го чека моментот кога ќе започне да се снима филмот, ќе биде дел исто така и од нашиот филм, документарен филм, кој официјално почнува да се снима на 14 декември, недела се паѓа. Првиот дел ќе го снимиме тогаш во неработен ден, бидејќи да имаме повеќе, да биде поттивко. Мислам, учениците ни се стварно многу голема енергија, меѓутоа кога е динамично потребен ни е мир за да го снимиме еден дел од филмот. Потоа продолжуваме понатака. Низ годините се менуваше ова основно училиште, не се малку години, не се, да. 190, меѓутоа остана истиот лик, тоа го споменуваме неколку пати во вклучување. Требаат ли промени во училиштето? Секако дека требаат промени. Секогаш се добри промените. Еве, наскоро ќе имаме и нов лик на училиштето, се подготвува фасада, која ќе ни го смени надворешниот лик на училиштето. Промени треба ќе се случуваат промени во инфраструктурата, меѓутоа секако треба да се движиме, да имаме промени во воспитно-образовниот процес, кој е многу битен, бидејќи 21. век се носи своји предизвици. Ние се движиме напред, гледаме да направиме колку што може повеќе да бидеме во тек со европските трендови и успешни сме во тоа. Нескромно е, меѓутоа успешни сме во тоа бидејќи имаме многу интересни приказни. И секој што сака да ја види нашата работа може да ги посети нашата Facebook страна каде што ги објавуваме успешните приказни. Значи последниве неколку години имаме саем на знаења каде што учениците ги представуваат стекнатите знаења на креативен начин. Имаме Лего клуб каде што се промовира STEM академијата, како STEM академија функционира. Како да ви кажам, многу работи се случуваат кај нас и вистина нашиот колегите многу се трудат да бидат да им помогнат на учениците да да функционираме во ова динамично време, да адаптираме наставата на нивните потреби. Вие ќе се наоѓате навистина во срцето на градот, во центарот. Потребно ли е можеби проширување дополнително на училиштето, затоа што верувам дека имате голем број на ученици? Во моментов не е потребно, капацитетите не се доволни, во иднина ќе видиме. Ќе имаме време секако да ве посетиме до тогаш и се надеваме дека ќе бидеме дел од овој документарен филм. Секако, затоа ќе ми биде многу драго. Навистина е привилегија на сите што завршиле токму тука и што ќе имаме на време, на момент да се присетиме на ние убави времиња кои што сме ги поминале токму тука. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.